Јас сум Стефан Христовски, ученик во првата генерација во програмот Мали и возрастни генијалци. Ке ве запознам со генијалецот Леонардо да Винчи. Доколку ви се допадне видеово, кликнете лайк и следете на нашиот YouTube канал. Леонардо да Винчи. Лош ученик е оној кој нема да го надмине својот учител, рекол да Винчи. Бил сестран, вонсериски талент, сликар, архитект, музичар, инженер, геометар, инвентивен пронаоѓач кога го интересирале геологија, метеорологија, астрономија и урбанизам. Генијалецот е роден на 15 април 1452 година како вонбрачно дете на Катерина и Сер Пјеро, кој не сакал да стапи во брак со жена од селско потекло. Неговата идна сопруга, од благородно потекло, нема да му го облагороди домот со деца и Пиеро ќе го оддели 9-годишниот Леонардо од неговата мајка. Тажните очи на деца насликани од Леонардо се очи на дете разделено од мајка. Расте покрај макеј и константно активен и амбициозен татко, кој 3 пати се преженува. Имал 12 деца, а последното ќе се роди откако умира, на 70 години. Многу поголема љубов добива од чичка му Франческо, кој бил со богата фантазија и не бил заинтересиран за приземените нешта. Она поради што Леонардо многу го сакал. Никогаш нема разбирање од татко му, кој сметал дека Леонардо не постигнува голем успех во школа поради неговата слаба концентрација и неодлучност, без да му препозна генијалност. Деконцентрираноста го следела цел живот, често ги оставал недовршени своите дела. До црквата Санта Кроче во Винчи, каде е крстен Леонардо, ќе се изгради убава тврдина на угледно семејство Гвиди, која подоцна станува музеј на Леонардо да Винчи. Двокатниот музеј е изграден според цртежите на Леонардо и полн со негови изуми, скици, прототипи на вага, мотоцикл, тркало за велосипед, авион, хеликоптер, митралес, топ, пароброд, зиден часовник. Во неговата семејна камена куќа на врвот ридот на Винча сочувана е камена играчка. Ја направил како дете, бронзен фенер и тајно прозорче, за да дзирка кој доаѓа. Италија. Со независните градови Фиренца, Милано и Наполј е центар на ренесансата. Со Фиренца владее семејството фармацевти Медичи, подоцна банкари, богати и угледни личности под чие покровителство ќе растутат и уметноста и книжевноста. Првото дело на Леонардо под нивно спонзорство е бронзената кула и крстот на катедралата Света Марија, символ на Фиренца. Ќе учи од најдобри учители Андреа дел Варокио, Сандро Боттичели, Рагањето на Венера, и од најдобрите академци кои ќе ги надмине, работејќи со градација на бои, контури, воздушна перспектива. На 20 години веќе е признат како зрел мајстор, иако се уште работел за Варокио, препознатлив по исклучителната моќ за доследно цртање детали од природата со илустраторска вештина и идеални облици со геометриска композиција. Научникот, архитектот и геометрот во него. Го слика олтарот на капелата Свети Бернард добива најмногу нарачки од Медичи. Олтарите во нивните куќи се од него, но многу од нарачаните дела ги остава недовршени, како на пример сликата Свети Јероним или скулптурата конјаничка статуа Франческо Сфорц, која веројатно би била најголемата да ја довршил. Леонардо во неговиот трактат за сликарството напишал дека сликарството е ментална дисциплина, а вајарството физичка работа. Спротивното од гледиштата на современикот и колега Микеланџело, за кого вајарството е врвна уметност, тоа е сонцето, а сликарството месечината. Во историјата ќе останат запаметени и нивните кавги препокувања покрај делата. Остава недовршени дела и ракописи. Се смета дека само 1/3 е сочувана. Свирен инструмент кој сам го измислил, станува популарен како музичар, ја слика фреската Тајна вечера во манастирот Санта Марија во Милано, најголема чест и престиж. Црта попрецизно од аерофотографија и често во занес заборава да јаде и пие со часови. Покрај тоа што бил вегетаријанец, ја сакал кујната, направил автоматски роштир
Сечалка за лук и знаел одлично да готви. Исцрпен од работата, добива парализа, со десната рака губи координација, умира на 67 години, обкружен со своите ученици и сликите Мона Лиза, Јован Крстител, чиј андроген лик ја потикнува декаденцата на 19 век, и Богородица со Исус во крилото на света Ана. Погребан е во капелата Свети Ибер во Амбоас. Таинствената Мона Лиза, најпознатиот и најтаинствен портрет на светот, чуван под блендирано стакло во Лувр, од каде не е ваден од 1960 година. Нема податоци и одговори кој го нарачал и кој го сликал, се сведува на предпоставки, како и тоа дека оригиналот во Лувр е можеби една од многуте копии на неговите ученици, а дека оригиналот во кој тестамент му го оставил на омилениот ученик Мелицио е изгубен. Изразот на ликот е меланхоличен, со блага насмевка. Облеката изразува тага. Многу предпоставки до ден денешен дали насмевката е нечија љубовница, сопруга, неговата мајка или е автопортрет. Сликата е метна на многу обиди за кражби, дули и на Хитлер не му успеало. Сепак, портретот еднаш е украден. На 21 август 1911 година од Винченцо Перуѓа, кој го чувал 2 години во својот стан. Во 1963 година изложен е во Америка, 1974 година во Јапонија и Русија. Јас сум Стефан Христовски, ученик во првата генерација во програмот Мали возрастни генијалци. Ве запознав со генијалецот Леонардо да Винчи. Доколку ви се допадна видеово, кликнете лайк и следете на нашиот YouTube канал.